А кога сме кај владата, премиерот Заев, наместо министер за здравство, на партијата на Зијадин Села и понудил позиција вице-премиер за реформи. Но во јавноста има дилема кој ќе биде делокругот на работење на овој вице-премиер. Ако актуелниот премиер е незадоволен од досега спроведените реформи, тогаш вице-премиерот за реформи би се занимавал со реформи на реформите. Но, ако ова значи признание дека во изминатите 6 месеци немало никакви реформи, па нив треба да ги спроведува тој, тогаш според експертите, на владата не и треба вице-премиер за реформи, туку премиер за реформи. Со ваква динамика на реформи, познавачите на состојбите очекуваат многу скоро по првата реконструкција во владата да биде назначен и вице-премиер за спроведување на реформите, предложени од вице-премиерот задолжен за реформи на реформите.